3 возила специјализирани за непристапни терени, нова противпожарна опрема и апликација за рана детекција на пожарите обезбеди Министерството за локална самоуправа со поддршка на владата на Швајцарија за потребите на територијалните противпожарни единици во североисточниот регион. Донацијата во вкупна вредност од 21 милион денари е во рамките на проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој фаза 2, кој се имплементираше преку Центарот за развој на североисточниот плански регион. Ова е уште еден проект кој што го финансиравме заедно со поддршка на швајцарската влада преку швајцарската амбасада, која што би требало да го подобри квалитетот на условите на работа кои што ги имаат овие пожарникари во Задимене. Заедно со поддршка на швајцарската амбасада инвестиравме 21 милион денари во набавка на 3 возила, подготвивме апликација која што треба да послужи за рана детекција на пожарите и би требало да превенира поголеми пожари во иднина, како што можете да забележите. Набавена е и нова противпожарна опрема и навистина дозволете ми да изразам уште еднаш повторно благодарност, практично би ги нарекол до нашите швајцарски партнери, бидејќи наистина повеќе од 2-2,5 децении на ниво на локална самоуправа можам буквално да ги наречам дека се партнери и навистина ни помагаат на било кој основ да овозможуваме подобри и поквалитетни услови за живот, но и за работа на оние на кои што им е непотребно. 11 милиони денари е уделот на Република Македонија, околу 9 милиони денари е уделот на швајцарската влада преку швајцарската амбасада. Нашата територијална противпожарна единица доби 2. Територијалната единица противпожарна единица во Раковски една противпожарно возило специјализирано за непристапни терени. Набавена е опрема, како што гледате, униформи за гасење на шумски пожари, пожари на отворен простор, тоа се комплети, чивни одела, шлемови. Набавени се противпожарни црева, лазници, грбни пумпи на тратњачи и друга специјализирана опрема. Покрај тоа инвестирано и во дел на подобрување на услови во гаража и гаражен простор. И како што напомена и министерот, изработена е веб апликација и веб страна за рано пријавување и детекција на пожари, што се надевам дека веќе од декември ќе почнеме да работиме и со неа, со што во голема мера се подобруваат условите за работа на пожарникарите, а со тоа бенефит ќе имаат сите граѓани на североисточниот плански регион, бидејќи ќе можеме и побрзо и подобро да интервенираме. Поддршката што општина Куманово и пожарната станица, противпожарната станица на општина Куманово има од овој проект е од огромно значење. Станува збор за 2 возила, противпожарни возила кои особено се битни за непристапните предели во општина Куманово. Општина Куманово, односно противпожарната станица на општина Куманово, често пати ги обслужува и општина Липково, помага на Старонагоричане, на Ранковци, што значи дека голем предел се обслужува од овие наши 60 пожарникари, нешто ми е многу битно, освен овие 2 противпожарни возила кои се од исклучително значење добиена опрема и за нашите пожарникари, што значи дека на некој начин се заштити и ти од овие немили настани. Не би посакала да има многу помалку интервенции, меѓутоа е добро да имаме плюс некои проекти, плюс опрема за противпожарните станици на цела Македонија, па и вклучително и Куманово. Ја сакам само да се заблагодарам на Министерството за локална самоуправа и на швајцарската амбасада преку владата на Федерацијата на Швајцарија за тоа што најдоа начин да еве скоро повеќе од 5 години преку центрите за регионален развој, значи изфинансираат проекти кои на еден партиципативен начин преку форум на граѓаните ги избравме и кои според практично тој форумски процес на граѓаните се најзначајни за нашиот регион во рамки на тие средства кои ги одвоија за нашите проекти. Јас се надевам дека со помош на Министерството за локална и нашата влада ќе успееме овој проект кој завршува март 2025 да го продолжиме и да редиме уште успеси, пошто се покажа како доста успешен проект.